Се урива ли планот на СДСМ за брзи избори? Заев останува само со поддршката на коалициониот партнер БДЛК сами. Секојдневниот пораст на ново заболени, СДСМ и БЕСА не го премислуваат, но останатите партии од албанскиот кампус на прво место го оставаат здравието на граѓаните. За тоа дали критичните бројки се опомена, техничкиот премиер Оливер Спасовски без прецизен одговор. Не ова е опомена за здравието и за животот на граѓаните. Се додека не сватиме сите дека сме во опасност по животот и по здравието на граѓаните, мислам дека ќе покажеме неодговорно однесување. Тоа се бројки кои што доаѓаат од периодот кој што беше рестриктивен период во државата. Знаете дека ние рестрикциите сега ги намаливме. Затоа јас постојано укажувам на одговорноста да имаме самите пред себе и кон нашите семејства и кон околината која што не обкружува. Од БЕСА со став, избори брзи мора да има, оти никој не гарантира дека состојбата во август или септември нема да биде иста или полоша. За разлика од БЕСА, од алтернатива вела дека тие биле за избори во јули, но доколку продолжи да расте бројот на заболени и починати од корона, тие како партија воопшто и нема да размислуваат за избори, оти најважно им било здравието на граѓаните. Интегративците денеска ќе заседаваат и ќе анализираат ситуацијата, потврдуваат за Алфа. Партијата на Зијадин Села останува на датумот 26 јули, но велат важен им е консензусот на политичките партии, како и почитувањето на препораките на здравствените власти во врска со народното изјаснување. ВМРО ДПМН не отстапуваат од своите позиции, дека здравето на граѓаните е приоритет, а не изборите. Ако партиите успеат да се договорат, тогаш Пендаровски ќе свика лидерска средба на која ќе се утврди датумот. Но од она што досега јавно и официјално го соопштуваат и од двете страни, се уште се далеко од договор, иако неофицијално се крчкало консензуално решение за јули. Социјалдемократите веќе не го споменуваат 21 јуни. Тоа се толкува како можност за простор за договарање со ВМРО ДПМН. 5 јули најчесто се споменува како датум за гласање, но неофицијално постојат различни ставови за тоа, дали ќе има избори на почетокот или на крајот на следниот месец.